Гледам еден другар од средно, не сум го видел долго време, му викам кај си, шо приш, ова, она, и ми вика почнал да работи, хранел стока. И му викам супер, добро, окей, работа си е работа, значи во некоја фарма, овие новиве странски инвестиции, што се ми вика, не, готвач сум во собрание. Читав на интернет дека тие што немаат редовен секс имаат големи проблеми со меморијата. Да, така пишуваше, сериозно. И читав на интернет дека тие што немаат редовен секс имаат големи проблеми со меморијата. Читав на интернет дека тие што имаат редовен секс, уствари што немаат, имаат голем проблем со меморијата. Или читав на интернет дека не, ова е друго ќе биде. Читав на интернет дека според некои си таму астрологии сите, ама апсолутно сите што се родени во понеделник, ќе имале демек среќен живот, сите што се родени во среда, ќе имале многу пари, сите што ќе се родат во четврток, ќе имаат супер здравје, но за некои предвидуваат и лоши работи. Така, на пример, не ви се пишува арно ако сте родени во вторник, петок или во Македонија. Не, така пишува. Вторник, петок. Лепа Брена си купила Бентли. Шегата може и тука да заврши. Бебе. Очигледно не е нејзино. Лепа стварно си купила Бентли, чини 200.000 евра. На ова поповите реагираа каква расипикуќа. За тие пари 4 джипа ќе си купила. 4. А Амди рече за тие пари 20 бунди. Добро, лепа има веќе бунда како Амди тука. Може некој ќе каже дека сум стар, ама ја вчера си отидов кај Дедо Мраз. Отидов таму сите кај што се собрани. Го одбрав тој најинтересно што ми изгледаше, му седнав во скут, му реков Дедо Мраз, јас за оваа година сакам многу среќа, сакам љубов, сакам здравје. И тој само ме прекина и рече бутало, една, јас сум господин Стефан. Мене целиот овој период околу нова година ме потсети мајка ми кога ми кажа дека не постои Дедо Мраз. И тоа на 1 јануари ми кажа. Не сте свесни колку се разочарав. Да, замислете. 1 јануари 2016, многу лошо ми почна годината. Дали знаеш каде најмалку веруваат децата во Дедо Мраз? Во која земја? Немам поем. Од прилика. Сериозно. Кај мислиш? Удрачево мислам. Не си далеко од вистината. Не, во Кина. Значи, факт е дека во Кина, кинеските деца, значи кај нив, има најголем процент на неверување во Дедо Мраз. Тоа е за мене логично. Не знам како да веруваш дека играчката е од Дедо Мраз, кога ти лично си ја направил фабрика пред месец ден. Така?